Ајде! Заврши на преворот, каде што станавте шампион. Па како го видовте овој меч? За мене беше надпреворот многу тензичен. Лично навивав за секој пен. Мене ми е многу драго што оваа година една од ретките екипи кои што завршија без пораз. Од 20 надпревари имаме 20 победи. За нас ова е прва титула како државен првак, инаку во женска конкуренција сме неприкосновани со 13 титули. Па ќе кажам, навистина ми е драго што еве за прв пат во историјата еве како прв претседател на клубот кој што има освоена титулата. Сакам да упатам и честитка до второпласираните Младост 96 кои не пратија во лоб низ целата сезона, но меѓутоа еве нашето искуство преовлада и со тоа што имаме државен првак, имаме наш играч што со години е во Италија кој сега смогна сили дојде иако повреден да помогне во победата. Беше доста драматично. Победивте, но можеше да биде и обратно. Некаде одлучува и поени. Да. Тоа е тоа. Ние имаме млади играчи. Ѓорѓе Петрович кој го играше последниот надпревар на само 20 години, играше со доста поискусниот Антонио, меѓутоа ние секога велевме дека има и втор надпревар, доколку сега завршеше нерешено, утре мислам не чекаше реманш во Крива Паланка, но меѓутоа за наша среќа испадна како што очекувавме. Што мислите за амбиентов? Тука имаше и публика присутна. Секако публиката ни представи дополнителен товар, не е исто да се игра пред празна публика, пред своји гледачи и да има навивања против нашата екипа. Прилеп го сака пинг-понгот. Да, Прилеп е традиционално пинг-понгарски град, исто како што и Крива Паланка. Реално, ако прашате и други, ќе ви кажа дека пинг-понгот недобро се развива во помалите места. Во големите места знаете дека превладува фудбал, кошарка, меѓутоа еве и ние со Прилеп тука се бориме и во младинските категории сме тука изедначени. Уште еднаш да им честитам за победата. За второто место и наше достоен противник. Се надевам дека и следна година ќе бидеме во врат. Сега што престои во најблиска иднина за вашиот клуб? За нашиот клуб останува надпреварот во женска сениорска лига против екипата на Берово. Во директен дуел ќе се одлучи кој ќе биде шампион за оваа година. А за машкава екипа, дали планирате и учество на меѓународната сцена во купот? За сега не, тоа зависи од дали ќе обезбедиме финанси. А имате стекнато право? Да. Мислам дека оди право преку предквалификација, после се вклучуваме во екипната фаза.